Да, и веќе полека влеговме во темата која што ќе ни биде актуелна во следните 15 на минути. Ќе зборуваме за одговорното сопствеништво, но и проблемите кои што може да се јават кај домашните миленици. Во разговорот секако ќе обрнеме многу повеќе внимание на кучињата и мачките. А токму на оваа тема ќе зборуваме со нашиот денешен гостин, професорот Пламен Тројачанец од Универзитетската ветеринарна болница во Скопје. Добар ден и добре дојавте. Добар ден и добре дојавте. Имавте можност да слушнете за одговорното сопствеништво. Да. Јас веќе повеќе години со колеги од Агенцијата за храна и ветеринарство одевме по училишта и разговаравме со дечињата за одговорно сопствеништво. Да, тоа е многу битна работа, ама ми застана во око она што го кажа претходниот доктор ветеринар соговорник, или не знам што беше веќе. Импулсивното одбирање на миленик. Да, симпатични се, убави се, ама си имаат и различни проблеми, за кои луѓето не се свесни, и потоа кога ќе го земат и ќе се соочат со проблемите, сега е проблем. Сега, што да правиме? Токму за овие проблеми, особено за здравствените проблеми, кај кучињата и кај мачките, ќе зборуваме во следните минути. И тоа ќе зборуваме за нешто што можеби сопственикот и не може да го забележи веднаш како здравствена состојба кај животното. Станува збор за брахицефаличен синдром. Може ли накусо да ни објасните? Добро го прочитав. Погодив. Да, многу чест проблем, не е многу тежок проблемот, а за среќа лесно се решава. Сакам една слика да ви направам. Замислете си спортист, или било кој, да си стави штипка на носот и пола уста да ја затвори и така да трчи. Ќе биде многу тешко. Ете, тоа се случува со еден голем обсек на раси на кучиња, кои на некои им се убави, на некои не им се убави, на некои не знам, им се симпатични, дефинитивно се симпатични, особено кога се мали, но си носат доста проблеми. Тоа е така наречената брахицефалична група на кучиња, тоа се сите оние што ги знаат, сите сопственици што имаат такви кучиња си ги знаат. Тоа се оние со скратена муцка, да не кажам со сплескана муцка. Многу се убави, да, убави се, мили се, но има една низа проблеми кои се јавуваат кај тие кучиња. Меѓу другите е и тој така наречен брахицефаличен синдром. Тој им пречи во растот. Ова што го кажав за трчањето, со затнат нос и со пола уста отворена, тоа значи дека не можете да земете доволно воздух, значи нема кислород, а ако надоврзете дека уште кучињата, нашиве миленици, не одаваат топлината со потење како ние туку преку дишење, само преку дишење, значи и топлината многу потешко се оддава. И кога ќе ги соберете сите тие работи, тешкото дишење, тешкото вдишување најчесто, нетолеранцијата на топлина, бидејќи не можат да се оладат, не им се станува кога е жешко особено, не сакаат многу да трчаат, особено ние со со потешки проблеми. Тоа е сепак напор. Многу ретко се умира од тоа, многу ретко, но во тие 10 на 15 и повеќе години е проблем за тие животинчиња сироти да нормално функционира. И ако навистина го сакаме сопствениот миленик, тогаш би требало да му помогнеме. Да, затоа и ми е целта, ние подолго време се среќаваме со тој проблем, го решаваме, но се уште ми е тешко да им објаснам на луѓето. Веројатно
и онака се дојдени можеби за некоја друга работа, па сега ние уште као ајде измислуваме уште нешто друго, им кажуваме дека е проблем, што они не го сваќаат. На многу собственици тоа ми е као нормално, па даде, хрчи нормално. Грофта. Такви се тие. Или, па да, се буди, ама интересно ќе стане оспиење, така не знае кај и тие работи. Па да, тешко му е по лето, не сака, седи на ладно, не мрда нигде, се лигави, а тоа ви исто физиолошка реакција. Ако не дишете низ нос, дишете низ уста, устата се суши, мора повеќе да се лигави. Тие се тие што го прават тоа. И тоа е проблем се, и за нив, и за собствениците, а за среќа се решава многу едноставно. И тоа се решава овде, кај нас, да, во универзитетската болница Да, ветеринарна. верувам и други колеги тоа го работат. Така. Знам за некој, но решливо е. Тоа се оние раси кои вистина се многу застапени. Последно разбрав дека Френчи е сега Многу ин. топ на листата во Америка. Значи, Лабрадор беше, не знам, 2-3 децени, сега е Френчи прво на топ листа на миленици во Америка. Сега, од една страна, они таму имаат осигурителни компании, ветеринарите тријат раце, супер, убаво, имаме работа, а уствари проблемот е многу едноставен. Так. Сега, има еден друг проблем, што го имаме и ние луѓето, ама се јавува и кај животните. Кога велиме ме боли кичмата, па ќе се пожалиме, па може и ќе отидеме на лекар. Да, животните не знаат да комуницираат и да ни кажат дека ги боли рбетот. Да, и тоа е еден мит кој би сакал малце да го расчистам или да го објаснам. Многу пати ми се среќава, ни доаѓаат пациенти, вика, јас си викам, кучево го боли, ама не го боли, нити цивка, нити ништо. Митот дека животните не ги боли е многу стар. Животните многу вешто ја скриваат болката. Тоа е оставштина од минатото во дивина кога биле. И они не покажуваат. Усвари не кажуваат, бидејќи не можат баш да ни кажат. Така. Ама го покажуваат, ама на суптилен начин кој ветеринарите го препознаваат, а собственикот не. И тука е првиот проблем. Не го боли нешто, па што знаме, не е цивка. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем, сосема поинако е поставен рбетот кај милениците отколку кај човекот. Кај човекот вертикално, кај милениците хоризонтално. Кучињата наши ни се радуваат. Па се врта со целиот рбет. Значи имаат екстра движења хоризонтални. Па доскокнуваат од високо и така натаму. Значи и тој рбет кај нив трпи притисоци. Еден од тие притисоци, уствари, во еден момент тој притисок кој се пренесува преку тие дискуси, како што страдаат и ние како што страдаме, попуштаат. Има повеќе групи на проблеми, повеќе категории на проблеми кои се генерално дегенеративни на тие дискуси, или замислете си ги како цврста кеса полна со желе. И таа цврста кеса кај нормални функционира, но кај оние што имаат дегенеративни промени, ем тоа желе се стврднува, ем кесава попушта. И сега, од тие скокања, играња, многу агресивни движења на милениците и ние ги тераме, сакаме да си играме со нив и така натаму, овој се случува да попушти. Изабелја секогаш попушта кај нас, кај нашите пациенти нагоре, а кај луѓето наназад, нели? Так. А тоа нагоре или наназад, тоа е према рбетниот мозок. И тука настануваат проблемите. Дали има дискус хернијата на рбетниот столб кај милениците, посебно кај кучињата, се ова само кај одредени видови, соеви, да кажем, кај одредени раси? Раси, да.
вака. Затоа го има повеќе типови. Најчести се два типа. Хансен 1 и Хансен 2. За Хансен 2 само ќе го спомнам, тој е многу сличен како и кај луѓето, кај што најчесто кај луѓето се јавува. Тоа е испапчување на дискусот и тоа е испапчување притиска на рветниот мозок. Колку е поголемо, толку повеќе се притиска. И тоа е многу слично као кај луѓето. Овој првиот тип всушност е дегенерација на таа желатинозна маса и под притисок таа излегува и се излева таа тврда, веќе не е желатинозна, него е сврзнут ткивно раскавична и тоа тврдо веќе ткиво притиска на меково ткиво на рветниот мозок. Кај првиот тип што го спомнав, може да се јави кај сите кучиња, најчесто се јавува кај средни и големи раси и најчесто кај и кај луѓето кај повозрастните животни. Првиот тип се јавува кај најчесто помалите раси и пак еден така потешок стручен израз се викаат хондродиспластични раси. Тоа се оние кои така имаат проблеми со зглобовите раскавиците, заради тоа што најчесто телото им е подолго, со пократки нозе, искривени се нозете малце, значи поинакви со овие вообичаени венели слики на кучиња што ги имам. И најчесто кај нив дури и кај млади, значи во досен пубертет или во последна година може да се јават тие проблеми. Ако кај луѓето овој проблем се решава со физиотерапија или во крајен случај со хируршка интервенција, Исто се средува и кај милениците. Да, полесните типови, оние пациенти кои имаат послаби симптоми, помали симптоми, имаат најчесто првенствено болката, тие се решаваат со физиотерапија, со нега, со скратување на некои такви агресивни движења и така натаму. Нема веќе да скока на тросет, да доскокнува од тросет или да која ќе спие кај нас дома во кревет, ќе треба да го симнеме, а не сам да рипа и така натаму. Па дури и хиропрактиката помага кај тие случаи. Оние тешките се кога ќе имаме плегија, значи кога ќе се одземат задните нозе, и тогаш веќе вистина е дојдено времето за хируршка интервенција. Колку се успешни ваквите интервенции? Успешноста се гледа на една скала. Ние правиме, кога работиме невролошко испитување пред операција на таков пациент, значи одредуваме која му е состојбата. И од тука нагоре гледаме дали ќе има подобрување постоперативно. Значи, колку е помал проблемот, успешноста е многу подобра. Кај оние што се одземени, што немаат чувство на задните нозе на болка, не им функционираат анусот, мочниот меур, кај нив успешноста е драстично поголема. Значи, ако кај овие сите, значи од првиот до четвртиот степен е негде до кај 90-95% успешност после операција, кај овие е негде до кај 65%. Но, морам да напоменам, уште една работа е многу битна за успешност, а тоа е времето. Времето од појавата на проблемот до третирањето, најчесто оперативно. Колку повеќе се чека, тоа и травматолозите го знаат, и го кажуваат, и неврохирурзите, значи, колку брзо се тргне тој притисок од рветниот мозок, толку помали проблеми има понатаму, тоест оштетување на рветниот мозок кои ќе се искажат во намалено враќање во нормална функција на задните екстремитети. Би можеле да зборуваме уште многу, ќе оставиме дел од она што не го кажавме, деновиве да го снимиме кај вас во универзитетската болница,
Можеби ќе имаме можност да се запознаеме и со некое милениче кое што има Со таков задоволство. проблем. Ние немаме многу направено. Оваа година почнавме, една година и 2-3 месеца почнавме да работиме. Освен едно што ми е многу жал, значи сите други животни проводеа и собствениците се задоволни, ние сме задоволни. Имаме дури видеоматеријали како биле пред, како биле после, зашто сум многу горд, бидејќи со млад тим работам, уиграни се и тоа го работиме доста ефикасно. Ви благодарам за гостувањето денес.